Добро утро и од мене. Денеска разговараме за една од најсериозните теми која сите не засега, тоа е здравствениот систем. Дали здравствениот систем ќе успее да се одржи на стаклени нозе или ќе колабира октомври, ноември, какви што се проценките, и кога Светската здравствена организација најавува нов сериозен бран, можеби и глобално, на пандемијата со COVID-19. Кај нас веќе се чувствува таа напнатост со оваа избрзана одлука на владата сите на 23 да се вратат на работа, станува збор за хронично болните. А јас сум од гостин доктор Милан Ристевски. Добре дојде, докторе, во нашето студио. Вие сте познат онколог. Ние сакаме да разговараме отворено за оваа тема, не сакаме да влеземе во зоната на конформизмот, затоа што сите не засега здравствениот систем. Дали ќе успее да се одржи на нозе? Да почнеме поред. Кога се појави пандемијата, една од првите мерки беше да се затворат многу ординации. Практично редовните пациенти, хронично болните, а и овие кои се со терминални болести, остана надвор до ординациите и им се даде практично, јас би рекол, еден пакет лекови и да се да ја земаат редовната терапија од дома. Што е искуството? Што тоа практично донесе во здравствениот систем и кај пациентите? Ајде вака да почнеме поред. Не се намали само контактибилноста во здравството, воопшто се одеше на концептот, што е апсолутно оправдан, на намалување на контактот во сите области, не само во здравството. Здравството е малце пипава тема, бидејќи тука често пати не можете да го намалите тој контакт. Не е продуктивно да го намалите тој контакт. Меѓутоа, да се вратиме на почеток. На почетокот не сите здравствени установи беа добро опремени. Многу и дури од здравствените соработници, работниците веруваа соработниците и не баш, дека сетова нас ке не одмине, дека Македонија не е туристичка мета, како што да речеме беше Северна Италија, Данија. Неаме работници кои што од Кина ќе доаѓаат во Македонија. И сето тоа беше проследено со едни неверувања. Нема да биде кај нас така, ќе видите ова е лага и така натаму. Ама вистината излезе токму на инфективна. Таму се случи првата, она официјално. Првиот кластер беше Дебар, ако се сеќавате, повратници наши вратени од погреб и така натаму. И се додека строго се придржувавме до мерки, не знам дали се сеќавате, бројката на новозаразени никогаш не надмина 50 на ден. Работите излегоа од контрола кога почнаа верските празници. Христијанските верски празници беа забранети, сите исламски верски празници беа комплетно дозволени, без никаков надзор да се одржуваат, и тука веќе работата почна да се меша. Нека се љути кој колку сака. Ја им благодарам конкретно на исламската верска заедница што смогна сили веднаш да го поправи онаа штета што ја нанесе претходниот нивни верски лидер, што веднаш го смени. Доста мудар потез. Меѓутоа, од тој момент веќе наваму следеа избори, предизборни кампањи во кои што се создаваа нови кластери, се обидуваа луѓе колку што можат повеќе да држат дистанца, па потоа се релаксира работа од неоправдани причини. Економијата мораше да продолжи да работи во секој случај. Значи не можеме да затвориме економијата. Со добри превентивни мерки таа ќе може да се одржи со некое горе-доле нормално темпо. Сега во оваа криза за жал страдаат индустрии како текстилната, чевларската, едноставно немаат нарачки. Меѓутоа останатите индустрии кои што и понатаму имаат нарачки, тие треба нормално да се одвиваат. Речеме, немаше воопшто никаков прекид на земјоделие, штарство, лозарово штарство и сите тие граки што... Од она што го следам со пандемијава, генерално оценката е оти системите, здравствени системи во светот, со мали исклучоци, се покажа многу чувствителни на овој удар.
Зошто? Првата работа е затоа што не се одвојува доволно за тој сектор. Не само што не се одвојува, не е секаде иста состојбата, тука морам да поправам. Нема Добро. доволно здравствени работници. Тоа е Значи, вториот проблем што го За кажуваат да генерално. создадете лекар, особено специјалист, секаде во светот ви треба 12 семестри, односно 6 години факултет. Ако системот веднаш го абсорбира, значи веднаш да најде работа после лиценцирање, рачунете веќе 7 година, ќе треба уште барем 5 години специјализација. Почнува да заработува некако, таа особа дури од како ќе се вработи, некаде е прашање и колку ќе заработува. Прашање е дали во години кога треба веќе да создаде фамилија, ќе заработува доволно за да може да си приушти кредит да земе за стан и да оформи семејство и така натаму. Ајде вака са сите тие години кои ќе ги земете предвид, споредете да речеме со 4 години IT сектор. Каде што уште у време на студентски ден они веднаш почнуваат да заработуваат. Значи излегува особа која што веќе на 22-23 години е спремна да се сочи со животот понатаму. Може да земе кредит, може да се ожени или да се омажи, да почне да создава семејство и повеќе да заработува од било кој медицински работник. И тоа не е само кај нас, тоа е секаде во светот. Порано на запад привилегија да се студира медицина беше исклучиво на богатите деца кои што екзистенционално не беа загрозени. Кај нас, да речеме, нисток работа беше сосема поинаква. А и тоа да го тргнеме на страна. Земете предвид дека луѓето се подолго живеат, животниот век се продолжува. Баш во тие продолжени години, појавата на многу болести, особено дегенеративните болестите поврзани со староста, се многу поизразени. Баш во тие години луѓето имаат многу повеќе потреба од она што се нарекува контакт со лекар, преглед кај лекар, лекарска услуга. Така да, нормално, светот веќе е 7,5 милиарди луѓе, старосната граница е подигната, баш во тие стари години, луѓето имаат повеќе потреба од лекарска медицинска услуга. И тука ви е тој гап. Тука се ствара тој гап. Да, не се произведуваат доволно лекари, не се произведуваат доволно медицински сестри. И во услови на една ваква пандемија, која треба да се сконцентрирате повеќе на една отколку на другите гранки, се случува она што се случува во сега во светот. Добро, меѓутоа проблемот е реален со хронично болните особено, и вие не можете нив да им ги затворите ординациите, затоа што предпоставувам... Можете друго да направите. Можете да го, ако не го купувате, барем земете го на лизинг, онлайн системот на прегледи. Во тие онлайн софтвери комотно може да се внесат сите резултати од биохемиски, серолошки анализи, дајкоми од имиджинг, од ЦТ, од магнет, може комотно да се аплодираат, лекарот пред прегледот да ги види и онлайн на скрин да си го види пациентот, онлайн да препише пациентот дома да си го испечати и тоа функционира во повеќето држави. Така, меѓутоа, еве сега факт е, добиваме информации дека една цела екипа ракометна во Скопје, уште не знаеме која, или барем јас не знам која е таа екипа, мислам 16 играчи се заразени со ковид. Фудбалери заразени со ковид. Видете, тоа се колективи каде што многу... Да, тие се во контакти постојано, тие се чувствителна група, Апсолутно. но тие ќе го шират, нели тоа, да речеме... Ако се изолираат веднаш и ако немале многу дополнителни контакти, нема да го прошират. Поентата ми е што сега, ако почнеме да бележиме нагол, нели пораст на заболени дневно, ќе ги отвориме школите за тие од прво до трето одделение, градинките се веќе отворени и сега го гледаме повторно здравствениот систем. Тој не може да продолжи вака затворен да биде пак. А работава е што ако донесат повторно таква одлука? Што правиме со тој огромен број на пациенти? Се уште сум на мислење дека со неколку паметни потези здравството може да се одржи без да се почувствува некој голем проблем, освен во буџетите за скапите лекови. Бидејќи во услови на ваква криза да вие мора да ги реалоцирате средствата, а секако дека приоритет би ви бил особено млад човек кој што е болен од условно речено излечива болест верзус она што ви е постаро население условно речено неизлечива. Секој нормален човек на планетава ќе ви го потврди тоа.
А таа реалокација мислам дека сигурно некому е во глави. Јас не ги знам редистрибуцијата на буџетите во Фондот за здравствено осигурување и од тие причини не можам да ви настапам со бројки, меѓутоа тоа е логична работа што секој би ја направил, така да мислам дека е веќе такво нешто направено. Се тука е малце неблагодарно на луѓето кои што користат за да се одржат во живот скапи лекови, како да им објасните, извинете, знаете што толку се парите, реално на вистина се толку парите. Реално ние немаме повеќе пари. Живееме од позајмица. Ние ништо не реализиравме од она што ни беше проектиран буџет. Да, во моментов, а и гледам и понатаму, ќе бидеме на позајмица. Дали ќе влеземе во комплетно грчко сценарио, не ми е јасно. Меѓутоа, ако ме прашате, апропо е меркава вчера, буџетирањето, односно подпомагањето финансиско од страна на владата за вработување на албанци, што да ви кажам? Да. Не дека не ќе да бидам сватен погрешно. Меѓутоа, апсолутно без никаква национална припадност, тој што е квалитетен треба да работи, тоа што најдобро го знае да го работи, тој што е неквалитетен со било какво субвенционирање нека бега од таа работа која што ја работи. Темата ќе работиме во понеделник, тоа веќе е договорено. Значи, како пандемијата удри на економијата и како сега нашава етноцентрична економија, според мене, предлага дискриминирачки мерки, дискриминирачки према мнозинските македонци, секако тоа се гледа од авион. Ако се враќаме на темата што државата понатаму може да направи за да се соочи со предизвикот наречен евентуално зголемување на инциденцата на ковид. Реално не очекува. Бевте свесни на неколку журки и враќање од одмори, како веднаш ја напомпа бројката. Да, тоа се очекуваше. Никој не може да каже дека такво нешто не се очекувало. Нормално е да се очекува. А можеме да се соочиме со само паметно реалоцирање на она што се сегашни потенцијали. Не станува збор само во рамките исклучиво на јавното, тука може да се десат и законски промени во однос на спојување на одредени сегменти на јавното и на приватното здравство, промена во законската регулатива, одработување денови таму, денови ваму, препокривање на слабите точки. Тоа е точно, меѓутоа во делот на планирањето, еве да речеме, се случи на онкологија да доцни тендерот за, нели, многу важни лекови. И порано се случувало, секогаш, но тоа е проблем кога имате напната ситуација во државата, кога имате паника, кога... Ајде да го објасниме тој момент. Паниката нормално е да се створи бидејќи луѓето што ги користат скапите лекови со право се прашуваат дали во услови на оваа криза ќе дојде мојот лек. Бидејќи ако го прекинам лекот автоматски, особено као ние што се неоперабилни онколошки пациенти, значи некој локално напредат неоперабилен или метастатски сетинг, прекинот на терапија значи и директно повторно влошување на болеста, повторно раст на туморите и тоа е за жал така. А стравот е оправдан. Меѓутоа, апропо каснењето, све зависи како ви е поставен системот за јавни набавки. Да речеме, во моје време, дека јас бев директор, скоро секој тендер ни каснеше, бидејќи со Советот за јавни набавки имавме навистина тешка комуникација. Се враќаат тендери од неразбирливи причини. Значи, луѓето кои што беа во тие комисии, не знам колку од нив се фармацевти, колку ја разбираат дејноста, од она што јас го читав како одговори, сваќав дека станува збор за неразбирање на дејноста и неоправдано непуштање на тендерските постапки. Кастење имаш. Не ги знам сега како се работи, да веќе 3 години не сум во јавното здравство. Од она што го можеме да го прочитаме како јавно достапна информација, може да се каже дека некои работи се навистина подигнати на ново ниво, тоа е во доменот на новата палета лекови кои се обезбедени и се натоварнели на фондот. На клиниката, не на фондот. На клиниката. На клиниката се. За да бидат натовар на фондот, треба да се стават на она што се вика позитивна листа на лекови, дали болничка, дали аптекарска. Кога ќе бидат натовар на фондот, тоа значи дека клиниката ќе може редовно во своите постапки за јавни набавки, доколку го добие буџетот од фондот. Доколку го добие буџетот од фондот, многу битна работа. Зошто?
освен одредени гранки од типот на кардиохирургија, каде што цените се реални, сите останати цени за амбулански и болнички услуги кои што ги проектира, конкретно сега за онкологија зборам, се далеко од пазарната реалност. Еве ќе ви давам и примери. Во однос на амбуланската дејност постојат два пакета АОН-1 и АОН-2. Само првиот преглед фондот го рачуна како 800 денари, сите останати се по 400 денари. Во приватното здравство вие не може да не идете на контрола под 3000 денари, а на прв преглед под 6000 денари. Во однос на пакетите за дневна болница, пакетот за давање на хемотерапија во кој што не се ставени и цените на лековите, туку само цената на услугата и на дел од материјалите. Вие негде зборува за хемотерапија пакет до 4 часа беше 360 денари во моје време. Вие во 360 денари само материјалот го немате. Каде е работната рака на сестрата? Каде е самата услуга на чистење и дезинфекција на сите тие простори? Тоа беа некои стравично ниски цени и да, ние со години, кога станува збор за здравство, владите сите досегашни, значи буквално сите досегашни, размислуваа на она шалјива варијанта лев джеб, десен джеб, во кој што секогаш врвот на хиерархијата не е виновен, ами има едни лоши директори таму и тие се секогаш виновни, оти тие не знаат да го распоредат буџетот. Да, значи, бидејќи клиниките добиваат преговаран буџет. Клиниката секој декември, сите клиники до фондот кој што треба да биде платач на услугите, не креатор на политиката, платач на услугите. Да, викаат, ние со ова темпо ги имаме овие услуги, до сега сме ги давале со ова темпо, со некои историски податоци и светски трендови, ние проектираме дека оваа година ќе дадеме волку и волку услуги. За да ги дадеме тие услуги, да ги купиме сите лекови, сите репроматеријали, сите реагенси, нас ни требаат волку пари. И тука фондот вика, окей, толку минус толку се парите, снаоѓете се како умеете. Тоа е буџети за лекови, за реагенси, за плати, за одржување, за реновирање, буквално за се. Да, тоа е чекмеџето, го знаеме колку е. Значи, Добро. фондовите не ги плаќаат клиниките по услуга, него им даваат паушален буџет во кој што клиниките мора да се снаоѓаат. Јас се надевам дека ќе опстане овој солидарен начин на финансирање на здравствениот систем, оти колку толку успешен е и покажува еластичност. Човечки не е хумано да не опстане. Така е, Солидарноста мора според да мене проблемот е знаеме дека немаме доволно пари за скапи лекови. Или тие што ќе ги добијат, ете, некој ќе овозможи да ги добијат, пак на солидарна основа. Го читавме повторно извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија, комплетен извештај, и таму во еден дел малце подскриен се зборува и за јавното здравство и за јавното здравје. За нас е клучна работа тоа, во делот на превенција. Значи, ние ако имаме добра стратегија и сме активни како систем во делот на превенцијата, особено е подвлечен скринингот. Вие тоа го знаете како онколог многу добро. Значи, таму паѓаме на испит. Скринингот речиси не функционира. Тоа значи повеќе пари за лекарства и така натаму кои ги немаме. Значи, превенцијата е... значи пред се фаќање на болестите у многу поран стадиум. Конкретно кога зборуваме за онкологија, и тоа е најдобрата опција и за пациентот и за колегите. Значи, нема подобра опција од тоа. Извештајот е многу штур, морам да ви кажам. Да, они зборуваат, нема скрининг, меѓутоа, друго е кое ќе истапнете, да речеме, фалат бројки во тој извештај. Од предвидени за скрининг на рак на дојка 50.000 жени, сега лупам бројки, реализирани, да речеме, се само 500 скрининг прегледи. Таа бројка ја нема. Извештајот мене, без разлика што се работи за извештајот ДЕУ, ми е во некоја рака као препишен од минативе години. Несериозно пристапен. Ја го читав делот само за здравство, морам да ви искрено да ви кажам, значи тој извештај за... интересен и за јавните набавки, каде што исто така имаме сериозни проблеми и така натаму, се зборува за корупција и тоа. Тој дел не го читав, али не ми треба извештај од Европска унија, доволно ми е да ги видам вестите да сватам за што станува збор. Да, така е. Скринингот кај нас со години назад функционира така како што функционира. Без никаков помак напред.
извештајот барем за една работа е недвосмислен. Вика дека состојбата во здравството е стагнантна. Нема никаков помак напред. И толку може да се заклучи од него. Да, и понатаму се осврнува на проблемите на прекумерната употреба на пушењето на цигарите. Да, тука сме на вистина за карање, со години на назад зборуваме дека не може таа политика на масовно неказнување за пушење во објекти и понатаму да обстои, дека се премногу ниски цени на цигари, дека не се одвојува од нив. Една култура се пуши во сите јавни установи, значи тотално во сите. Тоа е Знаете страшно. што феноменот на неказнивост стана толку глобален во Македонија, толку распространен да вие веќе не можете да пофаќате од кај ќе почнете да казнувате. Да речеме, ставањето на камери, доколку има на вистина кој да ги гледа на раскрсниците, мене ме радува, бидејќи ќе зголеми мојата безбедност како учесник во сообраќајот. Меѓутоа, од друга страна, кога ќе го видам оној комплетен распад морален на судскиот систем, апропо последната изречена казна, каде што човек со два знака претходно дека не смее да врти лево. Врти лево, при тоа создава опасна ситуација во која што загинува човек. Каде што постои апсолутна вина и што е најтрагично, искача дека сторителот на делото и живеел таму и дека секој ден го правел тоа. Мора да се вратиме на основнава тема, докторе. Може би премногу директно ќе ве прашам, но дали оваа ситуација со ковидов донесе повеќе пациенти? Вие работите се во приватна ординација и шо се чувствували с големен број заради ова? Не се чувствува с големен број. Не можете тоа да го извадите од како репер од приватното здравство, бидејќи во приватно здравство доаѓа да се лекува нешто има пари. Така. А не можете да им влегувате во джебот на луѓето. Ајде за крај да завршиме со ме интересира ваша проценка и пред овој разговор и малку се подготвувавме и имавме различни мислења. Ќе успее ли нашево здравство, нашиот здравствен систем ваков како што е, да издржи втор бран? Све зависи како се менаџира. Ако успее на време да ги реалоцира сите потенцијали, сите капацитети, тогаш да, без проблем ќе излезе на крај. Меѓутоа, треба паметно да ги реалоцира без политички да размислува. И во досегашното менаџирање на оваа криза, доминантно не беше експертското, туку политичкото расудување. Па експертите се и науката се доста на страна, тргнати, ама за жал така и во регионот. И веројатно тоа е причината зашто нема ни регионална соработка по ова прашање. Туку на политичко ниво се држи. Кога ние од историчарите направивме лакеј, зашто и од докторите да не направиме лакеј? Значи, се додека експертското не преовладува над политичкото, ништо добро нема да се случи. Ништо добро нема да се случи. Така, доктор, ви благодарам за ова гостување. Ова нека биде една од, би рекол, главните пораки, дека експертите, односно оние што знаете колку пати сме го кажале ова? Тие треба да се консултираат, да бидат вклучени во овој процес. Джабе, колку пати ова кажано джабе? Се надевам сепак дека ќе има здравиот разум ќе надвладе и потребата да одиме напред и да се бориме со пандемијата, дека експертите, сите експерти ќе бидат вклучени, оние што планираат во здравството, особено тие што планираат, да се рационално да се користи тоа чекмеџе кое не е дупка без дно. Во овој момент разговорот го завршивме, ги исцрпивме темите и оставам со другите содржини.